Понеделник, 14 април, кратки вести во 12 часот. Туристички Охрид имаше солидна исполнетост со гости во последниот викенд пред најголемиот христијански празник Великден. Бројни гости од земјата, Балканот, но и целиот свет уживаа во пријатното топло време и прошетката по кеот, стариот дел и центарот на градот. Дел со кафе или вкусен ручек го надополнија впечатокот и заминаа со убави спомени од градот под Самоиловата тврдина. Угостителите во меѓувреме ги прават последните подготовки пред празникот Великден и 1 мај, со што градот веќе сериозно ќе влезе во летен режим на работа. Детскиот парк во градскиот парк во центарот на Охрид последниот период е во се полоша состојба. Станува збор за едно од омилените места за забава на најмладите, кое има оштетувања пред се поради делата на неодговорни поединци, но и под завод на времето. За жал, ваква слика со уништени реквизити има и на дел од останатите детски игралишта, дури и кај новите и реконструираните. Охриѓани се задоволни што има катчиња за најмладите и бараат да има поголема заштита и надзор над игралиштата, а сограѓаните да покажат поголемо ниво на култура. Нашиот Марко Пејчиновски за 28 август годинава најавува нов по негов терк модифициран Ironman триатлон, вкупно долг огромни 106,8 километри. По 42,2 километри ќе помине со трчење и возење со велосипед и 22,4 километри со пливање. Мотивот е потрага по желба за живот. Дополнително ме мотивира фактот дека за да успеам ќе треба да се потрудам 100 пати повеќе отколку нормалниот човек. Сакам да докажам дека се е до умот и дека никој нема да ме спречи во остварувањето на мојата цел. Тоа е мојата порака. Господ ни дал време, ова е наш живот и наш избор како ќе го користиме, вели Марко. Времето денес променливо облачно, дува умерен, повремено засилен јужен и југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 15 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.